Добро утро и од мене. Некој треба да ја почне неделата или па некој треба да ја продолжи програмата во живо. Гледате Сител телевизија, а ова е магазин. Денеска ќе ни започне емисијата и ќе трае со музика, што може да биде подобро од тоа, кога има добар ритам и заразна песна, а токму таква и најновата на Драгана Јовановска со наслов Одиси, една интересна композиција која што пред точно 7 дена беше официјално споделена со јавноста, а денеска ќе ја промовираме и во магазин. Драгана денеска ни доаѓа од Куманова, вели дека и таму е пеколно жешко, така што да не се жалиме, секаде е исто на некој начин. Нели? Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро ве најдов. Како си, добра ли си? Супер сум, летно расположена. Летно расположена, да се справуваш лесно со нагло топлите температури или тешко ти иде? Па како што се слуша по мене на стината сум, затоа што да, секоја промена така некако ми влијае. Но јас сакам лето, сакам сонце, сакам море, јадве чекам да одам негде на море. Така да сакам лето, топло ми е, не така не, ама се справуваме, да, убаво е. Ние не сме се видели на година и нешто. Прилика. Ние се гледаме точно на една година, како вадам песни, да. Чекај сега, на една година вадиш песна? Па, вака ми се погоди. Сега некако така се поклопи. Да, секогаш планирам повеќе песни да вадам годишно, ама некако така ми се поклопува, затоа што процеса да се направи една песна, да се сними видеозапис, сите коцки да се поклопат за да се објави песната, така да така ми излегува. Се надам дека сега ќе бидам малце по активна на тоа поле. Па да се видиме за 5-6 месеци. Може. Малце пократко да биде. Што се случува кај тебе во последната година? Последната година кај мене се случува тоа што конечно го завршувам своето средно образование. Честито. Благодарам. Работам нормално на музика. Работам и на други песни, така да секогаш кај мене е музиката присутна, затоа што и училиштето ми е со музика, така да цело време свирам и пеам. А и дома ти е музика? И дома ми е музика, да. Од сите страни се окружена со музика. Кога веќе спомена матурската, како се поминавте? Како помина прославата? Прославата супер помина, искрено јас си поминав убаво. И дефинитивно, како нели сите од мене постари, што ми кажувале средното е најубаво, нели, ќе видиш кога ќе завршиш. Јас сега сум среќна што сум завршила, но сигурно сум и дека ќе ми фали после. Кога сме кај прославата, убаво си поминав со моите соученици. И се надам, нели, дека не е крај тоа. Сум завршила само еден чин од своето образование. Абсолютно. И мислам дека имам стекнато пријатели кои за цел живот ќе ми останат во мојот живот. Така да, сега ќе се надоградуваме понатаму. Секоја етапа во животот си има некоја своја убавина, остануваат контакти, така што средното е едно, факултетот исто ќе ти биде убав момент. Многу ме интересира како изгледа на прослава на средношколци кои што се музичари. Дали има тепачка, кој ќе свири, кој ќе пее? Па, нас ни свира маестро. И мислам дека им беше најлесна свирка до сега, пошто музичко земаа свира виолина, некој свираше хармоника, па земаа тапани, пошто нели кај мене има и фолклор смер, така да од сепо нешто имаше. И мислам дека супер им беше, не затоа што половина од времето си уживаат, дури едно време почнаа со нас да играат. Така да тоа е, не знам, убаво. Сите музичари на едно место не може да биде поинако. Суперски. Одиси е причината, нели, за твоето гостување денеска, нова песна, текстот на Таско, а останатите елементи на Иван Јованов. Задоволна ли си од ова твое ново издание? Презадоволна, баш тоа ми беше и поентата малку по различно да изгледам до сега, како што можете гледачите, доколку го гледале спотот, ќе заклучат дека изгледа малце поозбилно. Но песната ми беше љубов при првото пеење и смислување на рефренот, затоа што јас и Иван песнава ја имаме веќе месец дена од како ја направив, од како ја објавив Гламур.
Така да знаев дека има нешто посебно, не знам, така убава ми е, си ја сакам. Рефренот ми е заразен лично на мене, не знам, цело време така си ја пеам оди си. Знам да се нашалам со другарки оди си, после така, не знам. Интересно ми е, интересен спој направивме. Таско ми го пишуваше текстот и мислам дека навистина се ја заврши работата супер, затоа што еве и јас и се надам дека и публиката кога ќе ја слушне се пронаѓа барем во некој стих од песната, а музиката, аранжманот, мислам за Иван немам зборови, навистина е фантастичен и јас сум тука малце, имам удел во мелодијата. Па, браво, да. Значи навлези во композиторскиот дел. Јас сум секогаш дел кога се прави некоја ново дело, нова песна, секогаш сум присутна. И за текстови немам нешто многу идеи, ако знам понекогаш да напишам, ама пишувам по 3 стиха и после не можам некако да довршам. Да, но се надам дека тоа доаѓа со тек на години. Не знам, можеби сум уште млада за да пишувам, не ми доаѓа инспирација, а кога е музиката во прашање, секогаш имам некоја мелодија да споделам или да кажеме ова овде може да го ставиме, така да баш ми е интересен тој процес на стварање на едно дело. Одлично, кога веќе зборуваме за делото, да го видиме, да видиме колку од вас ќе се пронедат и во текстот и во музиката, да видите Драгана во едно поинако светло и се враќаме назад. Да, ова е тој заразен рефрен кој што го спомена Драгана, стварно е заразен. Да. Стварно е заразен. Јас знам често кога ја слушнав прв пат, нели кога ја комплетиравме, негде исто ми е заразна, можеби со случајно, затоа што и случајно цело време нели се повторува, но јас сакам заразни песни, па сега ќе видиме публиката тоа како ќе го прифати. Да, бидејќи спомена дека секој ќе се пронајде во некој дел од текстот, ти во кој дел од текстот се пронајдеш? Јас се пронаѓам кога некој ќе ме изнервира, ќе му кажам оди си, но се заборави. Види, знаеш кога е добра опција? Да. Да имаш твојата песна при телефон. Да. И ако некој нешто те изнервира, само ја пушташ Драгана Јовановска. Не се потребни зборови, само песната ќе ја пуштиме. Таа е многу практично, ми се допаѓа. И паметно. Како што го снимавте спотот, да не те ги поставам оние класични прашања, ма сигурно има некоја интересна приказна околу целиот процес. Да, за спотот. Колку ружи отидоа? Отидоа 2 букети. Опа, добро. Да, тоа беше интересно, но прво да кажам дека спотот го снимаше Гордан Божиновски, исто од Urban Records, истата екипа. Проверена екипа. Така, да. И навистина соработката беше супер со нив, коректни се за се. И секогаш се тука и за да те сослушаат што сакаш ти, и навистина даваат и они добри идеи. За сценариото на спотот се погрижи Верица, жена му на Гордан. Така да таа ја даде цела идеја за спотот, а интересно од видеозаписот би издвоила за ружите кои гореа, вака како, значи јас очи во очи со оганот и ми беше малце така страф, ама излезе супер ефект. Исто така сцената што сум во црвена јакничка, ја снимавме на дожд и мислам дека Гордан тогаш ќе ме убиеше, ама после ми кажа Драганче, супер, не се секирај ти. А не беше планот да се снима на дожд, така? Па не беше планот, ама јас више закажав и шминка и фризура и бевме договорени дека тогаш ќе снимаме. Снимана е сцената навечер и снимано е баш кога врнеше секој ден. Ние гледавме прогноза, видовме дека нема да врне, ама више јас која ја направив косата ми пишува Гордан Драгана у Скопје истора. Не сте гледале изгледа временска насител тогаш за тоа. Да, можеби. Да, непредвидливо беше прилично времето, па и еве и сега наеднаш. Ама ние снимивме и мислам дека навистина имаме многу добри сцени од Може и по-интересен детал излезе на крајот од денот, нели? Така, да, па еве, ова е сцената. Јас бев цела мокра од дождот, но... А тоа не се познава толку во... Но не настинав. Да, не се познава. Јас мислев дека повеќе тоа ќе се приметува, ама еве се гледа доле на улицата.
Дури и убав е оној моментот сјајот на водата кој што во позадина баш како некој ефект. Интересно. Ова е песна која што верувам дека ќе живее, многу е рано да се предвидува, ама вака на старт како си задоволна, какви реакции слушаш како фидбек од најблиските до некој што ја виделе? Добивам стварно многу позитивни коментари и гледам дека затоа што нели во денешно време најголем показател се друштвените мрежи, па така гледам и јас дека на Инстаграм навистина има многу убави пораки ми стигаат, многу луѓе ја виделе песната, така да сум задоволна до сега и се надевам дека песната ќе си заверти убаво за да луѓето ја слушаат и ќе видиме понатаму, затоа што една недела е веќе објавена и за една недела има супер рейтинг, да, така да ќе видиме понатаму. Супер. Ти си многу млада, меѓутоа веќе може да кажеме дека имаш многу искуство позади себе. Па да. Бидејќи си од малечка на сцената, те има од Златно славече роденденскиот концерт. Да. Тоа е 2000 како му доаѓа? И некоја, имав 8 години. 2005-та, извини. Не, јас сум 2006-та родена. Ти си 2006-та. Што зборувам јас? Добро, која година? Пред 10 години. Значи сега сме 25-та, 15-та, 2015. Така, некако, да. Значи јас те ставив на сцена уште пред да се родиш. Тоа е тоа, Драгана. Гледаш кога си родена за сцена, си родена за сцена. Така, тогаш многу мала имам почната. Еве си, значи... Овде сум бебе. И оваа песна ми е најслушаната до сега. Значи роденденски концерт, има многу прегледи и вака кога ќе отидам на било кој детски роден ден и сега не е дека ја пуштаат затоа што јас сум присутна на роденденот, него си имаат плейлиста. И ова е секогаш на плейлиста. И секогаш ја пуштаат, дури и сега ми стигаат видеа, ми пратиат на Инстаграм дека уште дечиња ја гледаат, ја слушаат, играат на неа. Ти си направила еден детски евергрин, може така слободно да кажем. Може, да, и многу ми е мило. Намерно сакав да ја видиме разликата на Драгана 10 години подоцна и пред 10 години. А тоа е она истото девојче кое што е на сцена, освен што косата секогаш е долга, се друго. Да, секогаш е косата долга. Имав еден период после Пинкови звездички се ишишав многу кратко и зажалив. И затоа долгата коса никогаш не излегува од мода и никогаш не би се ишишала. Инаку оваа споредба е навистина убава, затоа што сум овде едно девојче кое не знае дека навистина ќе се занимава со музика. Овде сум само поради тоа што ми било интересно да одам на Златно славиче, ми бил интересен тој цел процес на спремање кореографија и пеење. И навистина сум малечка и уживам овде на сцената. Нема воопшто трема, памтам, не знаев што е тоа трема. Па и ден денес немам трема. Не делуваш дека имаш трема, буквално си онака самоуверена, излезена на сцена и уживаш со твојот настап. Да, ова беше во Борис Трајковски, се беше полно, едно празно место немаше. Ама јас не го гледав тоа така. А во Борис Трајковски? Да. Аха. И навистина јас немав представа што значи цела сала полна. Мене ми беше убаво да си излезам, да си рипкам вака, да си отпеам што имам да си отпеам. И да можам да се вратам, пак би се вратила на тие денови. И исто и со настапите денес на сцените видовме, тоа е настапа на случајно мислам песната случајно, не е случајен настап на Макфест, да не се сватиме погрешно. Ја имаш истата онаа самодоверба, сигурност на сцена без разлика кој е во публика, колку се во публика. Да, секогаш. Јас на сцена кога ќе застанам се чувствувам потполно своја. Јас сум се во тој момент во свој свет и преубаво ми е и многу ми е убаво кога ја чувствувам енергијата од публиката. Преубаво чувство е, а тоа може да го разбере само некој што ја сака музиката и што
што ја чувствува, затоа што музиката не се учи како една лекција во училиште. Треба навистина да ја чувствуваш за да ја донесеш и публиката да ја осети твојата енергија за да нели твојата интерпретација допре до нив. Кога сум на сцена, исто така како и овде на Златно Славиче, немам трема, како што кажав, се чувствувам своја и многу ми е убаво и се трудам секогаш кога настапувам на сцена, кога има публика пред мене, да уживам во тој момент и да ги искористам своите 5 минути. Искрено од страна на публика можам да кажам, се гледа дека може да се почувствува моментот дека ти навистина уживаш кога си на сцена. Еве сега зборуваме за конкретно настапот на Макфест. Може да се потсетиме на кратко како звучеше, бидејќи многу убава песна е меѓу другото. Да, ова беше баш добра споредба пред и после 10 години. Случајно на Макфест, интересно ова што го муабетевме додека одеше видео записот. Велиш дека јас не знам многу да играм, јас не играм многу. А со ова што го гледаме воопшто не делува така добро е се камуфлирано и вклопено едно со друго. Јас имам многу голема желба да играм, ама многу споро ги сваќам чекорите кои ми ги покажуваат. Навистина ми треба многу време. Тоа од трема, од несигурност или од што? Не, само не знам нешто многу да играм. Не знам. Знам да играм кога одам на журка, нели, ама ова е веќе друго. Ова е веќе по шема. Да, кога се работи за сценски настап, јас сакам се да е под конец, да е навежбано убаво, да нема грешки. И девојчињата кои ми играат овде навистина се потрудија многу време им одзема за да ми покажат што треба, како треба да се игра. Но еве ако имам, а се надевам дека ќе имам, и понатаму настапи вака слични на Макфест, исто така би се пробала со некоја потешка кореографија за да видам колку можам, како што кажав, сакам да гледам до каде можам да одам, каде е мојот максимум. Сакам да експериментирам и сакам да излезам од својата комфорт зона кога е во прашање сцената. Да, мислиш дека тоа може да биде комфорт, веројатно? Со пеењето си сигурна? Да. Па мојата комфорт зона е, например, така да си седам и да си пеам. Тоа ми е сигурна. Сега јас сакам да видам дали можам да играм, дали можам, например, да скокам и да пеам. Така да, еден предизвик. Јас сум стрелец во хороскоп, сакам предизвици. Така да, можеби хороскопот игра малку улога. Веруваш во хороскоп? Да, верувам. Што велат за стрелците, во кои особини ти се пронајдеш? Дека сум така малку импулсивна, дека не ме држи место така да седам цело време. Тоа е точно, нели? Точно е, да. И дека сум темпераментна, вика така хороскопот, и е точно. Исто така дека сум искрена. Искрена сум навистина. Сакам искреност и сакам и другите со мене да се искрени, затоа некогаш некој може да ми се налути затоа што јас не мислам на последиците. Не знам, некако се си кажувам, се си кажувам во моментот, па можеби некогаш грешам. Ама сега тоа е, од грешките се учи. Тоа ќе помине, веќе нема враќање. Поминува ли искреност денеска на музичката сцена? Во тие кругови на функционирање? Лично јас, ако ме прашуваш за моje мислење, мислам дека не се сите искрени, но јас сум искрена. Мислам дека кај секого има доза на така конкуренција, гледаат конкуренција, не дека не. Сега сум помала и сега гледам, кажувам тоа што го гледам. Мислам дека има малку конкуренција, но мислам дека тоа може да се искорени и не гледам причина зошто некој би гледал конкуренција едни во други. Мислам дека доколку се споиме и сите сме заедно, нашата сцена ќе биде многу подобра кога секој ќе се поддржува меѓусебно. Апсолутно, тоа го гледаме посебно на странската музичка сцена, која веќе спомнуваме пеење, играње и така натаму. Кој од странските музички звезди, странските имиња ти се онака баш предизвик, еден добар пример за тоа како треба да се изгледа? Иако многу од нив се стварно добри.
често ја гледам и дома им пуштам на моите да ја гледаат Бионсе. Стварно. Ама на вистина пуштам оние лайф настапи кои ги има. Жената пее, игра, при тоа има 50 и кусур години, на вистина ми е мене тоа фасцинантно како таа издржува кондиционо толку многу. Така да таа ми е пример дефинитивно како треба еден артист да осмисли еден настап. Ја следиш сега турнејата? Во моментов е на турнеја, нели? Не знам дека е на турнеја, ама гледав некои настапи. Така да може би се од турнејата. Не сум сигурна, не сум пратела како што треба. Така. Меѓутоа, да, тоа е на друга сцена и тоа е едно сосема ново искуство. Дај Боже некогаш тоа и кај нас, да. Да може да функционира. Да. Може би за многу години. Важно е дека имаш убав репер и дека ја следиш таа сцена. Имаш чувство дека кај нас сцената е доволно развиена во смисла и на аудио, и на визуелно, и на естетика. Се вложува ли доволно според тебе од твое искуство? Мислам дека се вложува, но исто така мислам дека може и многу подобро. Добри сме, мислам дека музичката сцена добра е, но мислам дека со многу повеќе работа артистите да се вложуваат многу повеќе себе си да се вложуваат, дека многу ќе се подигнеме на повисоко ниво. Затоа што навистина треба работа. Еве и јас зборувам лично за мене, годишно една песна кога ќе видиш, па може би и малце делова, но е навистина многу голем процес да се реализира цел тој проект. И треба многу повеќе работа, еве за да, например, се објавуваат песни, например 3 песни годишно. Затоа можам да кажам дека навистина многу работи Антонија Гиговска, затоа има име и е достапна, нели, има и свирки и се, така да ете можам да ја издвојам како еден артист кој најмногу работи од сите. Ти е репер, Антонија, за тоа како треба да се изгледа на сцена, да звучиш, да функционираш во однос на менаџирање на кариера? Па во однос на како работи, колку е дисциплинирана и колку се труди, да. Да. Сакаш да имаш настапи, мислам, планот ти е да продолжиш со настапи во живот, тоа би те исполнувала? Да, многу сакам кога имам интеракција со публика. Како што кажав, ја сакам таа енергија која ми ја даваат и јас нормално ќе ја пружам кога ќе имам луѓе на настапи. Сакам да почнам, планирав, но поради многу работи кои се случија во нашата земја, не беше баш моментот да се почне. Исто така чекав да наполнам 18 години, затоа што некако не ми беше убаво да сум малолетна, да почнам да настапувам, така да се надам дека во скоро време ќе почнам и со настапи, затоа што како што кажав, јас многу сакам да пеам, многу ја сакам музиката. Ми исполнува и навистина ја сакам таа енергија и би почнала што поскоро со свирки. Таман запишување на факултет, па после... Така, да, исто и не мора да се обични свирки. Јас би сакала клубски, но исто така многу ми исполнуваат и настапите со оркестар позади мене, тие се посебни, затоа што многу луѓе има позади тебе кои музицираат во исто време со тебе и навистина е убаво. Тоа е една одлична синхронизација која што сигурно многу ти прави. Положиш ли за автомобил? Да, одамна, уште во јануари. Возиш веќе? Возам, Знам дека доби подарок. Да, за мојот 18-ти роденден добив кола од моите, тогаш веќе бев во процес на одење на тие часови возење. И веќе во јануари, откако завршив се, во декември наполнив 18 и веднаш положив. Супер, одлично, со здраве да си ја возиш. Благодарам многу. Многу ти благодарам за денешното гостување, да се гледаме за убави работи. И со среќа на уписите на факултет, па чекаме да ни зарадуваш. Благодарам многу, се надам дека што поскоро ќе се видиме и навистина секогаш кога ќе дојдам многу убаво си поминувам во магазин. Фала ти. Сега ќе одиме со случајно, ама не Макфестовската, туку она на Малдивите снимена, така? Може, да. Уживајте и спремајте се за одмор. Се гледаме утре. Чао.